Добре дојдовте во новата епизода на подкастот Грижлив родител. Има една чудна работа што, мислам, многу луѓе ја доживуваат, а ретко зборуваат за неа. Она чувство кога срцето ќе ти потоне во стомакот само затоа што шефот те викнал во канцеларија, дури ако не си сгрешила ништо. Или она внатрешна паника кога некој ќе ти даде и најмала критика, дури и кога е со најдобра намера. Тоа не е обична нервоза. Не. Тоа е нешто подлабоко, речиси инстинктивно. Точно така. Тоа е реакција што доаѓа од едно многу длабоко место. И кога ќе почнеме да истражуваме зошто толку многу способни, интелигентни возрастни луѓе се парализираат од страв пред авторитет или критика, одговорот речиси секогаш не враќа на истото место – во детството. Но не во какво било детство. Зборуваме за средини каде што владее хаос и непредвидливост, особено во домовите погодени од дисфункција, како например алкохолизам. Ајде да го отпакуваме ова, бидејќи мислам дека многумина кога ќе слушнат дисфункционален дом, веднаш помислуваат на нешто екстремно. Но вие зборувате за нешто посуптилно, за таа непредвидливост. Значи, не станува збор само за строг родител кој има јасни, иако ригидни правила. Воопшто не. Строгоста со јасни правила е едно. Произволноста е нешто сосема друго. Произволноста е, да речеме, отров. Замислете го ова. Во понеделник детето истура чаша млеко на подот. Родителот, кој е во добро расположение, се смее, вели, се случува, ајде да исчистиме заедно и го прегрнува. Во среда, детето повторно истура чаша млеко, но овој пат родителот, можеби под влијание на алкохол или едноставно во лоша состојба, експлодира. Вика, го казнува детето, го нарекува несмасно и го праќа во својата соба. И за детето ова е тотален хаос. Истата постапка, истата грешка предизвикува две сосема спротивни реакции. Еднаш љубов, друг пат без. Нема никаква логика, никаква шема што може да ја научи. Токму тука е јадрото на проблемот. Детето не учи за последиците од своите постапки. Учи нешто многу поопасно. Дека авторитетот, родителот, најважната личност во неговиот свет е непредвидлив, нелогичен и потенцијално опасен извор на или љубов или болка. Значи казната не е поврзана со однесувањето на детето, туку со внатрешната бура на родителот. Детето не може да развие чувство на сигурност бидејќи правилата на играта се менуваат од час во час. Тоа е како да се обидуваш да одиш по земја што постојано се тресе. Тоа е застрашувачка слика, да живееш во постојана неизвестност дали следниот чекор ќе те доведе до прегратка или до казна. Како едно дете воопшто се справува со тоа? Што се случува во неговиот мал свет? Се случува нешто што е истовремено и гениално и трагично. Детето развива адаптивни механизми за преживување. Бидејќи не може да ги контролира надворешните околности, не може да го спречи родителот да пие или да биде во лошо расположение, тоа се обидува да ја предвиди опасноста. Тука се раѓа хипервигилантноста. Хипервигилантност. Тоа звучи како постојано да си на штрек, како војник на стража. Токму тоа е, апсолутно. Детето станува неверојатно вешт детектив за емоции. Постојано го скенира своето обкружување за најситни знаци. Учи да го препознае звукот на клучевите во бравата и веднаш да знае какво расположение носи родителот дома, ги чита промените во тонот на гласот, начинот на кој некој дише, брзината со која се затвора вратата, подигната веѓа од другата страна на собата. Сето тоа стануваат податоци во неговиот систем за рано предупредување. Оваа вештина е, клучна за да се обиде да избегне напад, да се скрие или да се обиде да го смири родителот. Но тоа е огромен товар за еден детски нервен систем. Да се биде постојано во таа состојба на готовност, мора да биде неверојатно истрпувачки. Тоа не е нормална детска состојба на опуштеност и игра. Не само што е исцрпувачки, туку и буквално го преобликува мозокот во развој. Ова е хроничен стрес, кој е многу сличен на она што експертите го нарекуваат комплексен посттрауматски стрес, или КПТС. За разлика од класичниот ПТС, кој често произлегува од еден голем трауматски настан, КПТС се развива од долготраена повторувачка траума, како што е живеењето во хаотичен дом.
Истражувањата покажуваат нешто фасцинантно овде. Делот од мозокот одговорен за детекција на закани, амигдалата, може да стане физички поголем и пореактивен кај возрастните кои пораснале во вакви средини. Тоа е буквално физичка лузна оставена од постојаната потреба да се биде на штрек. Аха, значи алармниот систем во мозокот е постојано вклучен на највисоко ниво. И предпоставувам дека тој аларм не се исклучува само затоа што детето ќе порасне и ќе го напушти тој дом. Токму така. Телото ја памети траумата. Нервниот систем останува програмиран да очекува опасност. И тука ја гледаме директната врска со стравот од критика. Замислете, во тој непредвидлив дом, секоја разлика во мислењето, секој обид на детето да го изрази својот вкус или желба, не сакам да го јадам ова или повеќе ми се допаѓа оваа боја, можело да биде протолкувано како непочитување и да предизвика бес, исмевање или понижување. Значи, детето учи дека да се биде свој е опасно. Да се има сопствено мислење е ризик. Да. Точно. Учи дека изразувањето на автентичниот идентитет може да доведе до емоционално или физичко казнување. Затоа, критиката во зрелоста не се доживува како обична повратна информација или поинакво мислење. За тој хипервигилантен нервен систем, критиката е напад. Тој истата она екзистенцијална закана што ја чувствувало како дете. Мозокот не прави разлика помеѓу конструктивна забелешка од шефот и бесот на родителот од минатото. Реакцијата е иста – наплив на срам, страв и чувство на беспомочност. Ова објаснува толку многу работи. Кога ќе го погледнеме сето ова, како овие длабоко вкоренети механизми се манифестираат кога тоа дете ќе стане возрасен човек? Како изгледа тоа во секојдневниот живот? Тие механизми са преживување, кои биле апсолутно неопходни во детството, стануваат голем товар во зрелоста. Многу од овие лица спаѓаат во категориите познати како ВДД или возрастни деца од дисфункционални семејства, а поконкретно ВДА – возрастни деца на алкохоличари. Една од најтрагичните последици е што тие го интернализираат гласот на непредвидливиот критички родител. Надворешната закана може би ја нема, но тие ја носат во себе. Како тоа? Самите стануваат своји најголеми критичари? Токму така. Во нивната глава се одвива постојан, суров внатрешен диалог. Еден дел од нив е она исплашено внатрешно дете кое само сака да биде прифатено и сакано. Другиот дел е интернализираниот критички родител, кој постојано го напада, осудува и му вели дека не е доволно добар. Секоја мала грешка се преувеличува. Секој неуспех е доказ за нивната безвредност. Овој внатрешен критичар е, неумолив. Затоа и перфекционизмот е толку чест кај нив. Тој е обид да се замолчи тој внатрешен глас. Ако направам се совршено, тогаш критичарот нема да има што да каже. Тоа е логиката, да. Перфекционизмот не е желба за извонредност, туку страв од критика. Тој е одбранбен механизам. И ова не носи до другата страна на истата паричка, угодувањето на другите. Или она што на англиски се нарекува people pleasing. Тоа е всушност истата стратегија за преживување, само насочена кон надвор. Како дете, стратегијата била, ако направам се што родителот сака, ако бидам невидлива, тивка и совршена, можеби ќе бидам безбедна. Како возрастна, таа стратегија се пренесува на шефот, партнерот, пријателите. Точно. Тоа е учајнички обид да се контролира околината и реакциите на другите за да се избегне критика и напуштање. Овие луѓе често имаат проблем да кажат не, бидејќи во нивниот систем одбивањето е еднакво на предизвикување конфликт, а конфликтот е опасен. Тие преземаат премногу одговорности, ги ставаат тугите потреби пред своите и честопати се чувствуваат одговорни за чувствата на другите луѓе. Исто како што како деца верувале дека се виновни за пиењето на родителот или за лошата атмосфера дома. И предпоставувам дека тоа води до длабоко чувство на вина, дури и кога ќе се обидат да се заземат за себе. Самиот чин на поставување граница се чувствува како предавство или како нешто погрешно. Апсолутно, бидејќи во детството заземањето за себе било казнувано.
Поставувањето граница било опасно. Така, дури и како возрастни, кога ќе направат нешто здраво за себе, како што е одбивање на некое барање, внатрешниот критичар веднаш се активира и ги преплавува со вина и страв, дека ќе бидат отфрлени. Тоа е еден магепсан круг на страв, угодување, огорченост и самокритика. Кога ќе го согледаме сето ова, станува толку јасно. Стравот од авторитет и критика не е знак на слабост, ниту пак е некоја карактерна маана. Тоа е всушност лузна. Доказ за еден неверојатно интелигентен механизам за преживување, кој бил создаден за да заштити едно дете во средина каде што довербата била невозможна, а безбедноста непостоечка. Токму таа промена на перспективата е клучна. Разбирањето на потеклото на овој страв е првиот и најважни чекор кон исцелување. Не станува збор за обвинување на родителите, кои можеби и самите биле производ на слични средини. Станува збор за препознавање на моделот, за разбирање на неговото влијание врз сегашноста и за развивање со чувство кон себе си. Да се схвати дека таа реакција на страв не е ти денес, туку е ехо од минатото. Неверојатно е колку еден таков увид може да биде ослободувачки. Да сватиш дека не си скршена, туку дека си научила да преживееш на најдобриот можен начин, што си го знаела тогаш. И тоа ме наведува на размислување. Ако целиот овој систем е изграден врз основа на непредвидливост, што е потребно за да почне да се менува? Тоа покренува едно навистина важно прашање за размислување. Ако овој внатрешен алармен систем бил калибриран од хаос, што би се случило доколку една личност почне свесно, намерно и постепено да го изложува на мали, безбедни и, што е најважно, предвидливи искуства? Не големи ризици кои би го преплавиле системот, туку мали, контролирани чекори. Например, да изрази благо несогласување за некоја неважна тема со пријател од доверба и да види дека светот нема да се сруши. Да побара мала услуга и да види дека не е секогаш одбиен. Дали постепеното градење доверба во сопствената перцепција и во безбедноста на сегашноста, чекор по чекор, може да биде клучот за пренасочување на тие стари, длабоко всадени патеки на страв?